Другари, Стар Атлас може да е едно от най-фер продажбите кои ще имам видено у игри. Затоа ще остава дел по дел, значи не става цяла еднашка. То чудо е, ќе биде страшна игра, тие ще улезат на време. Ми го правите, сега само и аз прв път улавам на овај дел. Имаше проблеми со самата страна, еве правите влогови. Т.е. най-големите влогови е 2 милиона и 534 хиляди долари 910. Второ место е 2 милиона 480 хиляди. Трето место е 1 693 хиляди. Четвърто место 1 400 хиляди. Пето милион. Значи погледнете, луѓе, нема крај. Значи просто веќе големите китови се улезени. Имат страшни понуди. Значи то просто нема крај колку може да се изврте. 361 место, гледайте негде 50 хиляди долари влог. Значи Marketplace, одеме, значи интересно е, некој дел од бродовите се отклучени, значи ќе одат дел по дел, што е добро. Значи за големите китови да не ги скупат. Значи ово поема немам никој се чита, Огрика Тихрипит Large Ship. Изгледа многу cool. Legendary, available now. Значи одеме. Денеска се достапни. Значи Ship Specification Fighter, Ship Reality Legendary, Available Supply само 705. Значи ово чудо лесно може да иде и над 100 хиляди долари. Може да и повиши. Значи функцијата му е, сега ќе прочитаме the captain of the ship of this magnitude can utilize the weaponry to establish a very safe escort environment while enjoying the lush amenities for long distance space travel with a huge boost to peace of mind. Вау, значи ово чудо е можно да се рента или не знам да го активирате, типо кој што ги го купе, ќе си платите за придружба. Значи у некои опасни зони да ве штите, што е многу јако. Многу кул. Значи некој ќе размисле пред да нападне овакво нешто чудо. Значи идеме, вау, понудата е од 17.950 долари. Значи дури ово е ефтино. Значи дури е ефтино. Некој ако има 100.000 долари, бум, може да го понуди, сигурен сум дека ги изваде парите. Значи колку има понуди? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 понуди има сега за сега, т.е. 11 и посака да купе 2 тука. Значи 17.950 за добро, за 705 брода само, тоа е многу ефтино. Мислам дека има многу поголеми понуди. Тоа не е ништо. За овај звер кој што може да ви биде у придружба, представи се додете некои майнинг компании, например да сакате вреден товар на руда, да го пренесете од точка А до точка Б, таа вселена е опасна. Идеме следен. Opel Jet Small Ship. Значи мислам дека е за трки, ако не се лажам, да Smaller Ship Specification Race. Вообичаено е, има 129.510, значи ќе има трки. Трки, значи ќе се надпреваруват за токени, за коини, за пари. Ќе ви е доста интересно, не верувам да е многу скап. Ама можно е да има некои големи понуди од големи играчи, ама за ово би дадел едно измеѓу 50 и 100 долари, иако вреде многу повише, затоа што 129.000 само ги имат. Представете си да може да се тркате со нешто и да правите пари. Да видиме колку е. Значи packet with enough firepower to throw cover fire and then slip away in a wink. Чекай малку, значи не е баш за трки само. Значи чудото фактички може да се боре. Значи fast speed on the racetrack, значи можно е да има и борби и трк. Вау, доста интересно. Како што предпоставив, 20 долари е понудата. Уф, what the fuck, чекай малку. 6.000 комада сака да купи типо за 20 долари, други 16.000. Значи тоа е 1.200.000 долари понуда. What the fuck. 1.200.000 долари понуда, значи вие може да го над него ако ставите 40 долари и 30, значи пред него ќе купите.
Типо е 22 комада сега да купи по $20. Вау, ово дефинитивно трябва да се разгледа. Все още нема много понуди, али типо сега да ги купи пола. What the fuck. Значи има 129 000, типо сега да купи 60 000. Значи той е голем играч, кој што сигурно и ќе сага да купи и други бродови, ќе видиме понатаму. Значи идеме, чекай да не изпуштиме некои. Значи имаме Pierce X5, Small Ship, невообичаен. Значи Fighter Specification, Ship Specification Fighter, Available Supply 34 000 комада по 100 брод, значи двосет, Nimble Fighter and Starship. It has 4 different primary modes of operations. Значи има 4 различни, значи тоа чудо ќе вреде многу. Прва е Attack Mode with all weapon pointing forward. Втората е Speed Mode with all thruster pointing to the rear. Третата е Normal Mode with the weapon and thruster split to the forward and rear. Четвъртото е Defense Mode with the arms retract and hull plating with a large coverage. Ово е доста мултифункционално чудо, доста интересно. The X-Spy car is the stock patrol vessel. Аха. Значи for Council of Peace with a plan through the space and land. Be sure to earn your pilot license to take this through the faction space. Опа, сега ми е ясно защо тия лицензи се продава. Значи вие да го имате бродо, фактически без тази лиценца нема да може да го возите. Фактически вие ќе го возите на одредени места, ама за одредени зони ќе ви треба и лиценца. Много интересна замисла. 34 000, what? Оф, не е много скапи понуди, што е доста интересно, во вреда да се понуди пари. Значи, не знам дали ќе се слуша авионо позадина. Точно на време мине Pierce 5 над моята куќа, сезам се. Значи 12 комада е понудата најголемата за $150. Значи нема много понуди, пошто е прв ден и нели различни временски зони. Ово чудо вреди многу повише од $150. Ако има само 34 000, значи ништо не е ни $3,000 да понудите за него, лесно ќе си ги избиете парите. Значи идеме следечиот. Zeus Outpod Medium Ship. Ово е сигурно за некои разузнавачки информации. Значи Ship Specification, Data Runner, Ship Rare, Available Supply 1872. Вау! Ово чудо вреде и $100,000. Сега ќе ви кажем и зашо. Значи the Zeus Outpod is a stealthy data validation vessel with robust living quarters and well-rounded starship amenities, highly robust scanning radars, antennas, surveillance equipment and packed with explorer drones. Вау! Значи ово е разузнавачко чудо кое што јас би понудил пари за ово чудо. Иако овакви игри ми играено понапред имам заглавено со месеци и ме многу нервира нека беа неразвиени, нелогични, кои ќе те нападнат до големи групи да те уништат, што ќе дадат многу повише пари, али ово чудо е доста интересно. Explorer drones make the ship a favorite for small deep space explorer crews looking to trade an information with rare and valuable data. Ово чудо јас би вложил трейд, али ќе биде доста скапо. Вау! Вау! Шо вау? $3,640. Значи за нешто кое што може да собираш информации и да ги продаваш, ти можеш една информација да вреде само толку. Значи доста ефтин, нема понуди, да се надевам дека и нема да има за луѓето да не го разберат што е. Според нив тоа е доста грозен брод, според мене е мој карактер на брод, можам да кажам. Вау! Ево чудо ми споднав у транс. Следечо е Calico Compact Hero Ship. Rare, available, што е па ово multi-role нешто. Ship Specification, multi-role, редок 1204, значи multi-role. Сега ќе видиме само да видиме, значи the Compact Hero has fully sustainable life support capability on board. Значи ово чудо ќе може. Значи medium size multi-crew, multi-role ship, utilize the standard medium cargo hold and additional full model for
Freight lines to bring in some additional capital when traveling long and far in the comfortable interior. Значи типчето е много яко исто. Исто и во вреде чудо. Enjoy the panoramic view. Wow. On the nearly all glass ceiling on the top deck. And ovo čudo bi aplicirali za ovo čudo. The additional side thrusters make this a highly maneuverable ship if things were to get hairy when deep in unknown territory. Значи ovo čudo ќе улага од Deep Space. Значи доста интересно. Само да видиме дали е достапно. Вау, знаев. Значи луѓето дефинитивно разбират што чудо е ово. Значи $7,370. Сега за сега сум на страна затоа што немам што да сменам и да понудам. Иако сум милионер, немам пари у кеш. Значи сите коини ми више многу вредат, али нема многу понуди. Значи можем да ви кажем исто типчето вреде доста многу повеќе од $7,370. Јас да би бил, нели, да бев киширал до сега, јас ќе понудив за ово чудо и $30,000. Значи следечо е, сигурно ќе бидат најголемите. Значи Pier 64 Ship, тие знам дека се недостапни, значи еден ден и 13 сати. Значи ќе има 10,000 само, значи тоа чудо можно да достигне на цена. Com standard with a bit of cargo space for those extra long trips enough to last what? Чудна работа да ово чудо може да има long trips, а толку е мало. Нешто е доста интересно тоа чудо, може да е за брз транспорт на ретки работи. Значи ово чудо е исто недостапно, еден ден и 14, значи Racer 724, значи ово чудо ќе биде скапо. Comfortable and classic interior provides a familiar callback to an ancient and timeless aesthetic that, значи ово чудо не ми е јасно зашо ќе биде. Значи ова е за некоја брза достава. Не ми е јасен тај брод. Значи таа е за некои богаташи кои што сакат челами да продават сега за сега. Значи cargo ship некој си, значи Fimbul. Типо е 5 само постојат, значи представете си со ово чудо може да вреди и милион. Можно е да вреди милион. Значи за какво чудо 5 само постојат. Кога ќе биде понудено, мислам дека е ништо, $1,000,000, значи stands for build your own ship. Fimbul offers a full to do it yourself package for the starship mechanic who likes to get their hands dirty. We do not guarantee all parts have survived their space trek to your doorstep, but our handy guide will help you find a suitable replacement at a... доста интересно, значи ово чудо може и да губи товар. Значи после некои други помали бродови ако следат ќе може да направат клейм, ќе биде, мислам, така ако сваќам. Once assembled, your packlet provides cozy and sufficient for the space who is to life open. A robust cargo hold can extend beyond its walls to take on those extra chunky holes that pay the big... Ќе ми извините за мој англиски, и јас ја прв пат го читам целото. If you need an extra room, reinforced to use cargo space for the fragile cargo fighter. Ово чудо ќе вреде многу пари. Значи се уште е затворено. Оваа игра ќе вреде многу пари. Значи следното е, овие си и последните. Calico Guardian, Capital Ship, Coming Soon, значи ова е најголемото. Само 4, тоа може да достигне и милионски суми. Battle Cruiser, вајда. Значи Calico Flight Ship Multi-Role, Exploration Vessel, The Guardian is a marvel of modern spaceship technology. Представете си тај што ќе го купи човече, просто може да сниме и документарец за тоа чудо. Ако знае да го користи, значи може да си ги врне парите за многу кратко време. Само да даде акцес на YouTube канал до тоа чудо и до неговите мисии,
ќе биде science fiction, секој сака да го погледне. Clean is put in full of utility. This capital ship can be the home of the extra large crew, destined to comb the furthest reaches of the known and unknown sectors. Значи, валјда помалите бродови ќе можеме да ги товариме во чудо и тоа чудо да не шета низ вселената. Јако што го замислувам. All imaginable creature comforts are sustainable biopractics on board this ship put the crew of any guardian at easy as they explore for new life and new biomes. Packed with 2 extra large chambers of explorer drones and dual cartography navigation rooms. The Guardian also doubles as the space charting headquarters for any and all exploration of data validation fleets. Значи, ако креирам игра, јас нема да давам мапи. Јас би ставил мапи да ги истражат и после замисли он самиот да ги продава на другите. Представете си, нели, нова игра, непозната територија, вселени, мултиверс, значи да истражуваш со ово чудо. Come standard with a double decker for keeping the crew. Check is stacked with massive turret cannon for heavy defense. If you had to choose only one ship to get you through your entire space, life and career. Јас ги извинјавам, али ово чудо ќе биде лудница. Лудница. Нема уште понуди, значи еден ден. Вау. Значи ово се скинови, ако не се лажам, да. Значи нема уште понуди. Има разни скинови кои што може да се понудат. Значи структурите уште се заклучени. Значи да, значи 11 дена. Значи како ќе биде, the first item is any landowner inventory is a claim stake required to claim ownership of any available land or space claim. The tier of the stake determines how wide and deep a developer can evacuate the staked claim below. Тоа не знам да го прочитам. The stake also doubles as a radar to scan for upcoming threats. Вау. Вау. Ово чудо ќе биде лудница. Мислам дека цел свет кој ќе се уклучи, ово ќе биде страшна работа. Значи, тие дел од лиценци пилотски кои што треба да се поседуват за различни територии. Collectibles исто ќе ви препорачам да го разгледате. Значи, страшна работа. Значи, нема уште понуди или има. Нема уште понуди.